Здраво на сите, добродојавте во уште едно ново видео. Денес се чувствувам како да сум јутубер, ама не класичниот реакт канал на јутубери. Знаете за кој тип ви правам муабет, што не би можел да го поднесам ако не би го правил вака во овој стил. Денес започнуваме со еден серијал кој што се вика Видеограф реагира на, знам многу креативно име. Во овој серијал сакам да реагирам на спотови кои што излегуваат сега, да кажам моje мислење од аспект на професионалец. Не само спотови, сакам да реагирам на ваши рилови, секакви ваши креации што се видео поврзани. Така да ја мислам дека најдобро е да си го започнам серијалот со реакција на мои стари спотови, за да видам кај сум грешил, што сум мислел во тие моменти, зашто сум мислел дека најдобро е тоа што го правам, така да најдобро е да почнеш сам за себе да си јадеш. И више, ако го правам видео како јутубер, не заборавајте да стиснете лајкче, да стиснете subscribe, да ме заследите секаде кај што има Step Steady social media. Исто така има една нова опција што многу ми се допаѓа, тоа е Members, кој може нека се зачлени во Members. Не знам, никогаш не сум помислил на тоа што би правил за Members, ама може да почнеме од сега натака да мислим и на тоа. Од кога ви го кажав се ова, мислам дека може да започнеме конечно. Прв спот на кој што сакам да реагирам е кавер поло на Inserta Kick, ама мислам дека излезе негде 2022, 2021. 2020 излегол спотов. Спотов го немам гледано оддамна, знам дека немавме ни едно светло освен неонките што ги има маркетот. Го снимавме за околу 2-3 сати и пробувавме да извадиме што поише можеме креативни транзиции, така да би реагирал на тоа за почеток, да видите и вие какво мислење имам јас за моите стари спотови. Ајде да почне. Од старт сакам да кажам, колорот е катастрофа, гледам премногу нойз, гледам премногу жолти, што е со скин тонот, зашто ништо не изгледа реално во колорот, не можам да сватам. Во тој момент најверојатно ни се допаѓал. Не ми е јасно како овиот плави и шарени имаат изгубено боја, не ми е јасно како кожата на Инсерта е портокалова, не е ни жолта, не е никаква. Овие листови овде никогаш во живот не би ги оставил сега да треба да го работам спотот. Ништо не чепнав во маркетот. Како што беше наредено, така продолжиме да работиме. Овде има една маска, за да го споиме со вториот кадар. Пак ќе кажам, колоров е, не прашувајте зашто, не знам ја зашто. Мислам дека тоа прв пат почнавме Да Винчи да користиме и малце ни беше као, леле, во Да Винчи правиме колор, ама Да Винчито не сме го искористиле никако. Ајде да продолжиме. Леле. Гледайте го ова. Гледайте овде во овој дел на спотот. Морам да ви вратам малце нас. Гледај. Леле, што и да беше ова. Не знам, валја идејата била само интересна, екзекуција нула. Ама што очекуваш пред 6 години е правен, тогаш сум имал година-две искуство, така нешто, не знам. Сега, има уште еден критичен момент тука што никој не го приметил, а тоа е, гледайте овде како маската ни двои. Тоа е заради пола секунда разлика од првото до последното движење од лево према десно и никако не можев да го маскирам, ама го оставив и реков, кул, нека оди така. Зашто го смени мислењето брзо? Видели што да изборам? Само тестирајте ниско, лева, десна, очи лукинет. Скин тон марсовец. И ова ми е омилената транзиција, ова транзиција обожавам. Ова транзиција секогаш кога гледам спотот се в чудо не видувам. Гледајте. Да видам што можеш, ме гледаат бледо, се ширам ко полен. Омилена транзиција ми. Не знам како да ви објаснам. Влизам по ледо да стигнам до све што е мое, утре да видиме боље. И крајот се затвара маркетот. Уствари планот ни беше следен спот да го направиме како тој излага со торба пари од маркетот, да ме код работа и го продолжуваме во следен, ама тоа никогаш не се деси, така да ако правиме некојаш кавер поло 2, би бил овој спот само на стероиди од моментот кога излага од маркетот. Памтам дека за спотов имавме такви позитивни реакции, сите, ау каков спот. Уствари спотов бил интересен како идеја, никогаш не бил точен. Така да не се устрачавајте, направете нешто што мислите дека е кул, без разлика на тоа дали колорот или светлото ви е точен за почеток. Со тек на време сами ги си ги сватите, работите и ќе почне тоа да ви боде очи, така да дури не почнало да ви боде очи, експериментирајте со креативност. Одиме на спот број 2, а тоа е Шаро Инсерта Плутон. Сакавме да изгледа како едно, го направивме да изгледа како друго. Исто е тој период негде пред 5-6 години, така да пак ќе кажам дека пробувавме да изгледа како нешто америчко да имаме направено. Сме направили нешто многу кул за тој период. Идеме со Плутон. Of course, directed by Steady Flow, со најголемите букви што постојат на светот. Ова ни беше филм заради тоа што Urban Records и сите други има такви своји интро некои. Во тој период сакав да имам ја некој такво directed by Steady Flow. Многу брзо сватив после дека не ми ни треба тоа да го ставам во видео. Спотот има некој блед колор што појма немам што сум правил во тој период. Нешто сум чепнал, не сум дочепкал најверојатно. На мене е Dolce Gabbana до вчера. Океј, колаж со зумови. Тогаш во тој период американците имаат такви, те се викаат едни пар фокал објективи кај што кога зумираш не губи фокус. Сега ја го снимав спотот во 6К и кропнав на 4К и можев да зумирам вака. И можда и на моменти сум кропнал и поише од што треба, ама интересно испадна.
Што е со кадрот, само ако можеш да ми објасни некој? Што е главата овде? Кадрирање нула. Стеди. Добро, тука имаме маски. Бев многу заљубен во маскинг на кадри. Леле, оквард. И во тој период немаше вакви спотови, немаше да толку некој да забега. Се беа кола позади, неонки, жени, така да овој спот мене ми е многу интересен. Само заради тоа што го нема тоа што го зборам. Леле, цел кадар без фокус. Кај ти бил паметот, Стефане? Се пружуваат алишта. Светло никакво. Кадар жолт. Не знам како функциониравме без светла, како ни беше кул во тој период. Аве, излези, снимај. Никогаш не би го направил исто до сега. Не можам да сфатам уште како и зашто сум го правил тоа. Продолжувам. Добро, кул, двајца. Опа, Стефче, грешки. Гледај тука кај раката. Пола тело му го нема. Кој знаел за ротоскоп тоаш? И натака спотов е исти, тоа сум 100% сигурен. Следен спот на кој што сакам да реагирам е 100 степени исто на Шаро инсерта. Тој ми е еден од првите по-професионални спотови, да ги кажам, во тој период. Тука више почнавме со светла, малце да чепкам, интересно ни стана. Ама монтажата е она што е посебно во спотот, монтажата е тешка епилепсија. Значи, ефект во ефект. Не можам, сега ми е тежок за гледање, многу ми е брз, ама вајда за таа песна одговараше. Одиме, почнуваме. Неколку интересни кадри, Directed by Steady Flow, од тука више почна да станува Directed by Steady Flow по-минималистички, да се намалува, да оди лево, десно во спотот, не да излага така на сред екран. Гледайте се. Опа, имаше 600 ефекти во првите 3 секунди. Значи, прво камерата лево, десно, као да не сум слушнал за гимбал, се од рака го снимав спотот. И фишај, ова ми свија многу. Цел спот е ефекти. Опа, мирор. Добре, че мирор ефектот одговараше некако. Оде се деси грешка, некаква грешка при експорт што ми го направи ова, вака, зелен екран, и тотално не ја примети, да ви кажам, најискрено си го пуштивме на YouTube, не е страшно изгледа како глич ефект, на толку многу ефекти ова не смета воопшто. Цел спот е маски, брнс, флерови, флешови, не знам како сум го работел вака како што е направен. Флешови. За овој спот немам што поише ви зборам, спотов е what the fuck во буквална смисла. Не знам, горд сум на овие ствари што сум ги правил, интересни биле во тој период. Види, уште се интересни, само на крајот од денот скил е во прашање, треба да знаеш да го направиш ова, само што се не би играл работите така. Да не збориме за светло, ама светло не е толку лошо на овој кадар. Овдека е мех, тука е црвена неонка што ни е видлива насред кола. What can you do? Што можеш да направиш? Ништо. Во WC-во има едно контрасветло, што немам појма од кај сум го закачил, ама сум се надевал дека ќе ми осветли се. Брат, во WC сум снимал. Да вида со базен, ја во WC сум направил мастер. RGB во главно, цел шарен спот, виолетова неонка внатре. Леле, што е со пара? Не знам што беше со парата, не замерете. Стварно немам што поише зборам за спотот. Као што ви кажа, флеши, ама не е лош. Се гледа напредок дека имаат кавер пол од тука, пошто има малце понормален колор. Одат работите некаде. Идеме со четврти спот на кој што би сакал да реагирам, а тоа е Фико Солзи од Диор. За тој период е еден од по-фреш спотови што сме ги направиле. Некако Фико беше уште дете во тој период и гледав да направам нешто што би му одговарало него на таа музика и пак да биде нешто поамеричко, да не биде толку Балкан кола позади и тоа да биде тоа. Ајде да го пуштиме. Овде Фико имаше интро од 30 и кусур секунди на песнава, ама знам дека ја му го скратив во пост и среќа најдовме дел кај што се слуша од камера аудиото, кај што седи со кучево и многу ми е смешно како кучево пробува да го збрка. Така го искористив као интро, си го скратив само му го давав така спотот и ништо не ми кажа, така да супер беше. И тука излага Солзи од Диор типографија. Има моменти кај што овој спот ми е многу жолт во скин тонот, ама знам дека снимавме со зиберка знаете што рефлектира кога одбиваш од сонце, наместо да снимаме со силвер делот, мислам дека снимавме со златниот дел, плюс white балансот е малку на жолто, сигурно не малку, многу е на жолто, ама се на се спотов е креативен, затоа сакам да го пуштам.
Овие стакленца што се од огледало има многу интересна приказна за нив. Го ваѓаме од гепек, го ставаме на кола, го подпираме до кола, устари на гумава и го забораваме скрос и оди. Јарно, ама дуваше многу ветер и огледалото си паднало, си се скрши. И тука пропаст, идам, ја го гледам огледало и кам немаме кадара. Планот беше во рамката на огледалото да ставиме вода и као што ќе допреш или капка некој ќе почне да го вибрира огледалото и ќе беше како интересен ефект. А мене сега многу поише ми се свиѓа вака што ни се искрши, заради тоа што креативно така го склопивме на трева и испадна интересен кадар. Овој кадар ми е многу интересен. Така сцената е многу убава, дека имаме и плаво небо, имаме облаци и се решив да пишам со некој облак фонд, да го пишувам текстот како што се збори и овие птици се сток птици најдени нешто од green screen од YouTube, не знам како беше. Само што едино ми е малце кос, вака, сум можел да го исправам малце, ама. И овој е интересен кадар. Некако е не секојдневен кадар, не знам. Едино пак жолто, устата розева. Не знам, мислам дека за годините што тоаш ги имаше фик овде има 17 валјда, не сум сигурен. За тие години највише ваков тип на спот му одговараше, не му одговараше ништо друго. Вау. Мислам, креативност. Тоа беше тоа за овој спот, не знам што поише би зборел, интересен ми е некако, кога гледам само се сеќавам на интересни ствари што ни се десиле. И со овој спот мислам дека може да го завршиме видео, намерно го направи вака, намерно прво за себе сакав да си реагирам, за да можам да реагирам на нешто што е ваше, а не испадне после стеди збори глупости за други, не си зборел сам, не си ги видел своите проекти. Не знам, јас стварно сакам да реагирам на нешто што вие сте го направиле, така да пишете ми во коментарче или пишете ми на Инстаграм или пишете ми кај сакате, само да гледам ваши проекти и да реагираме на се што излегува ново. Нормално дека би дал конструктивни критики, не хейтам. Не заборавајте да субскрајбнете, да стиснете на таа звончето за да добивате нотификации од како нов сум јутубер. Звончето за нотификации, тоа што ви дава нотификација дека сум извел ново видео. Не заборавајте тоа да го кликнете. Зачленете се, станете мембер на каналов. Се гледаме во следно видео. Поздрав.